Управата за заштита на културно наследство, навистина годинава бевте распослани со многу работа. Би сакала да ги истакнеме поважните ваши и настани и проекти кои што беа започнати, ги реализиравте, некои можеби ќе продолжат и според неминовноста и во 26-та година. Па да, можам да кажам дека навистина 2025 година беше мощно успешна во делот на работните активности на Управата за заштита на културно наследство во сите сегменти. Би сакала да информирам дека во Управата со работењето на 4 сектори имаше навистина плодна работа. Најобемниот сектор, секторот за идентификација и користење на културното наследство. Тука бевме сервис не само на граѓаните, него и на единиците на локалната самоуправа, министерствата. И навистина во тој дел, во делот на еурбанизмот, во делот на издавањето на конзерваторските одобренија за недвижното културно наследство, во делот на програмата за заштитно-конзерваторските услови, бидејќи Управата со решение ги одобрува заштитно-конзерваторските услови, се трудевме да одговориме и да биде тоа во законски предвидениот рок. Управата согласно своите законски надлежности работи во делот и на бесправно изградените објекти, во делот на експроприацијата и останати надлежности кои што произлегуваат од Законот за заштита на културно наследство. И во тој дел сметаме дека успешно можеме да ја заокружиме 2025 година. Најмногу на што посебно сум горда како директор на оваа институција е активностите кои што Управата ги сработи на меѓународен план. И навистина минатата година беше доста плодна. Уште на почетокот на 2025 година Управата поднесе апликација до УНЕСКО во врска со етноастрономската карта, која што наредната година ќе треба да се одстенува од страната на самото собрание на УНЕСКО и да биде впишана на листата. Зборувам за еден проект кој што навистина ќе биде заштитен како нематеријално културно наследство, а кој што на Република Македонија ќе донесе голем публицитет токму во делот на Вселената и она кое што Македонија во изминатите години го имала како одбележје во делот на нематеријалното културно наследство. Исто така Управата изминатата година редовно учествуваше на Медитеранско-археолошката берза во Италија, поточно во Пестум, каде што веќе неколку години редовно изложува и се презентира на овој престижен европски сајм, најстар во Европа, каде што го презентираме богатото културно наследство. Оваа година Управата успеа во соработка со Винскиот музеј од Кавадарци да ја прошири својата дејност и освен богатото културно наследство да ги презентира и нашите особености во делот на винскиот туризам со представување на сето тоа и навистина наидовме на еден голем интерес од страна на повеќе партнери, организации од Европа кои што ја запознаваат Македонија и во тој правец, целта ни е да можеме да го презентираме и овој дел, бидејќи како орган во состав на Министерството за култура сега со проширувањето на дејноста и во туризмот сакавме и тоа го направивме во Пестум во Италија. Остварени се повеќе билатерални соработки, би сакала да истакнам дека со Република Хрватска Управата за заштита во месец јули беше во Хрватска и во соработка со Македонскиот културен центар и со Управата за заштита од Хрватска го одбележавме 10 годишното постоење, односно јубилејот 10 години од впишувањето на гласоечкото пеење и впишување на ургентната листа на УНЕСКО со низа манифестации. Како што споменав, во Загреб го одбележавме и овој настан и последните наши излагања беа во делот на УНЕСКО. Тоа е минатиот месец во Париз, каде што Управата
ги презентираше извештаите од реактивната мониторинг мисија поврзана представени на Генералното собрание преку Конвенцијата 1972 и последното представување беше во делот на Конвенцијата, Хашката конвенција 1954 за тоа кои се заложбите и кои се надлежностите на Република Македонија во делот на заштитата на културното наследство во вооружените судири и негова заштита. Навистина многу активности. Би сакала нешто конкретно. Многу се отворивте со работа на Скопската тврдина. Кога ќе можат посетителите навистина да уживаат кога ќе влезат, а не да се наградосуваат на она слика што беше на Скопската тврдина? Па еве, со задоволство можам да констатирам дека Управата за заштита на културно наследство како инвеститор отпочна со градежните работи на двата музеи кои што се наоѓаат на Кале. Тој проект е дел од капиталните проекти на владата на Република Македонија преку управата. Распишан е тендер, склучен е договор и во моментот се изведуваат градежните работи и ние очекуваме крајот на февруари, почетокот на март овие два музеи да бидат ставени во функција. Во меѓувреме работиме и на интериерното уредување, на внесување на оној археолошки материјал кој што беше ископан на Кале, а кој што за жал овие 7 години не го виде светлото на денот. Така да за 2 месеци ќе излеземе со објавување на овој настан и составање во функција на овој значаен, по мене најзначаен локалитет не само во Скопје, во рамките на цела држава, бидејќи жално беше да се констатира изминатите 7 години, а навистина има голем број на посетители, бидејќи немаше дополнителна содржина која што ќе донесе плюс додадена вредност на самата споменична целина Кале и ќе овозможи пристап на повеќе туристи кои што и сега ги има во голем број, но со овие два музеи содржината ќе биде збогатена и ќе можеме да го презентираме културното наследство кое што е дел од рамките на овие капитални проекти кои што изминатиот период се случуваа горе на Кале, така да еве можам слободно да објавам дека за 2 месеци Кале ќе биде отворен. Споменавте во Париз, во рамките на она програма на УНЕСКО, можеме ли да се пофалиме со Охрид? Можам да констатирам дека голема е дипломатската победа која што Република Македонија успеа да ја извојува и да не отиде статусот на Охрид во фаза во која што не треба да отиде. Надлежностите тука се поделени, не е само во управата, тука е и животна средина, тука се општините Охрид, Дебарца и Струга. Сите имаме активности по кои што треба да постапиме. Сега го спремаме извештајот кој што треба да го доставиме и во таа насока имаме веќе интензивни разговори и преговори, бидејќи овие надлежности кои што се дадени на Република Македонија се поврзани со Република Албанија и тука веќе воспоставивме на последната конференција на Советот на министри кој што се одржа минатата недела во Охрид, на кој што јас имав средба со делегацијата на Албанија. Тука ќе настапиме координирано и веднаш ќе постапиме по забелешките кои што се нотирани во тој извештај од реактивната мониторинг мисија, здружени со помош на владата, Министерството за култура и повиканите општини кои што се дел од ова, да можеме да ги сервисираме, да можеме да одговориме и да извештајот кој што треба да го понудиме пред УНЕСКО биде прифатен од страна на УНЕСКО, се со цел да не го изгубиме статусот, а Охрид да остане бисер, признаен во рамките на УНЕСКО, кој што навистина после може уште повеќе туристи да донесе во самиот Охрид, кој што е бисер на Балканот. Нормално, вие како управа мора да соработувате со сите надлежни, се единствена цел да се заштити културното наследство. Мала држава, меѓутоа многу раскошна и богата со културно наследство. Само сосема на крај,
Може ли нешто да најавиме што ќе биде од капитални вака размери како проект на управата за 26-та година? За 26-та навистина можам да го најавам од започнувањето на реализација на проектот Плавошник, кој што за жал исто така беше застанат изминатите 7 години. Со буџетот за 2026 на управата и се одобрени неопходните финансиски средства и ние влегуваме во делот на дореализацијата на овој капитален проект, кој што за жал изминатите години е во ситуација во која што е, но управата преку владата ќе почне со реализација на овој проект и да можеме наредната година да се пофалиме дека и овој капитален проект сме успеале да го доведеме до целосна реализација. Ви благодарам за разговорот. Ви посакувам успешна нова 2026 година. Не застануваме тука, ќе ве следиме се единствена цел да ги информираме граѓаните, затоа што навистина за овој раскош што го кажуваме како културно наследство наше и тоа е можеби едно од најважните сегменти во нашата држава. Управата за заштита останува отворена, нели, во делот на сите сегменти и останува чувар на нашето национално богато културно наследство, кое е наша обврска да го зачуваме. Благодарам. Благодарам.